Овде во студиото денеска заедно со мене се едни интересни гости, студенти. Имавме денеска и посета од студенти од практично факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев. Беше домакин на студенти и професори од педагошки факултети при Државниот универзитет во Тетово и представници од ОПСЕ. Тие се овде во рамките на еден проект кој што го реализираат заеднички, еден многу интересен проект за зајакнување на капацитетите на идните наставници за работа во мултиетнички средини. Заедно со мене се Павлинка Секуловска од Факултетот за образовни науки од Штип, Арберита Тахири од Државниот универзитет во Тетово, од Педагошкиот факултет на Државниот универзитет во Тетово, и Блерта Камили од Државниот универзитет во Тетово од Педагошкиот факултет исто така. Добро дојдовте. Добро ве најдовте. Тие се сите студенти, тие сите учествуваат на овој проект. Најпрвин Павлинка ќе ми каже за самиот проект, за каков проект станува збор. Станува збор за проект кој е одржан од страна на ОПСЕ, германската амбасада, исто така поддржан од некои професори кои се одвиваа во 6 групи. Бевме околу 70 студенти од филозофскиот факултет Тетово, педагошкиот факултет Скопје, исто така и филозофски факултет Скопје, факултетот за образовни науки од Штип, педагошки факултет од Битола. Овај проект се одвиваше на 6 теми. Прва тема беше семејно насилство, ненасилна комуникација, мултикултура, управување со конфликти, трговија со луѓе, интеграција на децата припадници на маргиналните групи во образовниот процес. Така, што е целта на самиот проект? Тоа веројатно во рамките на проектот сте ги обработувале овие теми како предавање или обуки, да. Но што е самата цел на проектот? Целта на проектот е да не овозможи на студентите за идни наставници да во Добро. Да не обучи во како да се снајдуваме ние во образовниот процес со децата кои се од различни етнички култури. Повеќето теми беа на таа тема. Така, како се одвиваше проектот? Како функционираше се тоа? Имаше, прв дел, тоа беше семинарот. Семинарот беше одржан во Струмица. Тој се одвиваше од 9 до 12 мај 2013 година. После семинарот следува практичниот дел, кој сите студенти во своите градови, во различни невладини организации и училишта ги одржуваат практичните настави. Па тоа. Да. Токму за тој практичен дел ќе ми зборуваат и Арберита и Блерта. На што се однесуваше овој практичен дел, односно што се состоеше во практичниот дел? Në këtë pjesë praktikës, do me thëmë pjesa e dytë e seminarit, këtu përmbahen, ne jemi të ndarë në 2 shoqata, në shoqatën Sreqen Zhivot dhe Aurora, kemi 2 koordinatore, njëra është Kristina Maqedone dhe tjetra është Hanifja Shqiptare. Aty kemi nxënës të klasave të ndryshme. Добро, поздрави од мене, ја преведувам од албански на македонски. По вториот дел од семинарот, ние од Тетово реализираме пракса од 2 невладени организации, Аурора, каде Ханиф е координаторе, албанка координаторка, и Среќен живот, Кристина ни е координаторка, македонска координаторка. Но тоа не е битно, пошто во двете групи имаме и македонци и албанци ученици, од прво до 8 оделение, со различни националитети, различни култури, со градови, од село има, и со различни економско состојба. Да, како се сноѓате со тие дечиња? Tani ne kemi nxënës të ndryshëm dhe ne mësojmë në shumë lëndë. Ato ne kemi dëgjuar në seminar lëndë të ndryshme dhe tema të ndryshme me të cilat ne për ato punojmë me nxënësit tonë. Зависи од тоа што имаат потреба учениците. Ако имаат потреба на математика, помагаме математика. Ако имаат потреба на англиски јазик, помагаме на англиски јазик. Имаме книга од семинарот што го употребуваме како практична работа, игри, како се игра, како се науча, како може да се учи со игри.
и со песни. Значи, целото вкупно што сме слушале од семинарот, го изработиме у училница. Така, овој проект, како што знам од претходните разговори, од 2009 година. Вие тоа не го учите во вашето формално образование, барем не сега, за сега, сигурен сум дека во иднина вакви знаења ќе добиваат тие студенти. Колку овие знаења ви помогна вам лично и што мислите колку им помагаат на сите студенти во изминативе години? Kjo do të jetë shumë ndihmëse madhe për studentët dhe që do të bëhemi arsimtar të ardhshëm, pasi ne tani më e dim që fëmijët janë të gjithë të njëjtë dhe nuk ndryshojnë, pa marrë parasysh nacionaliteti apo raca e tyre, me të gjithë punojmë njësoj, kështu shpresojmë që në të ardhmen ne të kemi grupe multikulturale në përshkollat tona, ku ne do të mund të fëmijët do të mund të shoqërohen edhe me nxënës të tjerë, ku do të mësojnë kulturat e tyre, fete e tyre dhe do të bisedojnë si një e vetme. Значи да, вистина е дека семинарот ни помага многу. До сега имавме малце пречка до тоа да разбираме дека децата се исти, немаат разлика. Сега по семинарот му помага многу на идните наставници да разбира дека учениците треба да бидат исти. Добро е што поради тоа што живееме во една држава каде има две големи национални групи и други помали, треба да учат заедно, за да не бидат разделени, да играт заедно, да учат заедно двете јазици, без разлика од културата, етницитетот и тие другите. И тоа помага подобро е и за самата држава и за самите ученици. Така, и вие студентите сте пример дека тоа одлично функционира. Знам дека се дружите многу покрај овој проект. Па да, после завршување на семинарот, ние нормално преку мрежите на интернет си нормално зборуваме, имаме уште контакти, почнавме ние да учиме поиќе македонски, а тие студентите македонци да учат поиќе албански, менјавме разбирање за култура, за тоа што е црква, што е џамија, што прават кај црква, така е џамијата. И тоа е веќе многу интересно, што сега нема табу теми меѓу македонците и албанците. Така, многу ме радува тоа. Павлина, како вие се сноѓате со практичниот дел во вашите градови? Па ние практичниот дел го одржуваме во основното училиште Гоце Делче во Штип, исто така и во Центарот за Сдружение на ромите во Штип се дружиме со деца од 1 до 5 одделение, најчесто се работи за различни етнички припадности. Има турци, албанци, македонци, роми исто така. Не правиме воопшто никаква разлика на тие деца, за разлика од некаде каде што некои наставници не се обучени во таа тема. Јас сум личен пример на тоа дека гледам дека има некакви разлики прават некои наставници. Децата се многу приврзани за нас, гледаме пред се да имаме некаков другарски однос со нив, за да можеме полесно да контактираме и со нив, се држиме и со нив и преку Facebook и дури имаме покани за на кафе да одиме со нив, многу се добри, да не слушаат, задаваме домашни задачи. Па тоа е се. Така, ви променили семинарот некои ваши лични или твои лични погледи во однос на националностите? Може би сите ние во одредени моменти од животот, од незнаење, од страф и слично создаваме одредена бариера кон другите. Како тебе лично семинарот ти помогна да се променат тие? Па да, мене лично ми помогна со тоа што сватив дека некои задачи на некои деца му се премногу тешки, заради тоа што се случува, има такви примери, каде што децата, нивните родители се неписмени и каде што не може никој да му помогне, па мора да има некој што ќе биде покрај нив. И му кажавме дека доколку, например, имаат некакви проблеми во врска со домашните, да се обратат кај нас, доколку нема кој да им помогне. Исто така, јас воопшто уште во средно одделение сум имала контакт со други националности и општо на сите ни помогна да разбериме какви се нивните култури, што се тие прават, исто разликите помеѓу нашите верувања со црква и со џамија, да, во религиски сепак тоа нас ништо не ни представува проблем за да се дружиме, да комуницираме, сега најново
со Facebook. Исто така, ако ида и пошто сите сме од различни градови скоро, може се договараме ако ида во градот од кај што сме да излеземе на кафе, да се дружиме. Така. Ви благодарам за разговорот. Јас од она што и можам да го видам меѓу вас има одлична комуникација. Се надам дека овој семинар ќе ви помогне многу во извршувањето понатаму на професијата наставник, која што е исклучително одговорна и значајна професија во општеството. Ви благодарам уште еднаш за разговорот. Благодарам и вас.